кружат повеќе лаги и невистини за тоа што е социјализам, комунизам или пак капитализам. Еве конкретно за социјализмот, еден дел од луѓето мислат дека тоа е утопистичен систем кој што никогаш не може да се оствари, додека пак од друга страна голем дел од луѓето размислуваат дека тоа е систем униформиран, каде што луѓето се сите облечени во воени униформи, парадират на воени паради, додека пак дека слободната волја е дадена во рацете на диктаторот. Денес во Депрограма ќе се потрудиме да ги депрограмираме овие лаги, двојни стандарди со другарите Здравко Савески и Мариглен Демири. Здраво. 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 Па Здравко, почнале прво со тебе околу еве двојните стандарди, да кажем, и лагите кои што владеачката класа ги лансира на некој начин околу социјализмот, поимањето на социјализмот. Да, прво доста важно е оваа тема да ја поразговараме, продискутираме, бидејќи каква перцепција имаме на капитализмот и на социјализмот е многу важно, бидејќи ја го одредува нашиот стремеж да се бориме за социјализам или за капитализам. Да подсетиме дека ние имаме ситуација кај што огромен дел од населението во Македонија смета дека постојниот систем не е капитализам. И кажува дека било феудализам, па робовладетелство, па остаток од социјализмот, па транзиција, само и само да не го идентификуваат системот као капитализам. За нив капитализам е она што го има во Германија, во Шведска, и при тоа идентификуваат моменти кај германскиот и шведскиот капитализам кои се исклучок, социјалистички исклучок, солидарност, социјална правда. И сега ги издвојуваат елементите кај капитализмот на овие земји што се социјалистички и кажуваат таков капитализам ние треба да имаме и се додека немаме таков вид на капитализам, ова не е капитализам. И сега, ова концепција на ова сваќање на капитализмот фактички кажува дека луѓето сакаат да тежнеат, да имаат, ја гледаат својот идеал во капитализмот. И тука имаме сериозен проблем кој треба да го буквално депрограмираме, бидејќи ги имат програмирано да вака размислуваат. И тука исто така, додека е представен капитализмот на овој начин, од друга страна социјализмот се оцрнува и при тоа се употребуваат најцрните, се споредува најдоброто од капитализмот со најлошото од капитализмот. Например, споредбата помеѓу капитализмот и социјализмот е споредба помеѓу Шведска и Сталин. Значи СССР за време на Сталин. И сега ако споредувате најдоброто со најлошото, сигурно дека капитализмот во Шведска е подобар од социјализмот, комунизмот за време на Сталин. Но, ајде да споредуваме најдоброто со најдоброто, најлошото со најлошото. Или, например, тие двојни стандарди при споредбата, ја имаме исто, ете ќе го земиме примерот на сталинизмот како најлоша страница на комунизмот, додека секој социјализам се поистоветува во пропагандата со сталинизмот, фашизмот воопшто не се ни смета како капиталистички поредок. А што е капитализмот ако не што е фашизмот ако не капитализам? Но фашизмот се трга настрана од сликата на капитализмот, додека од другата страна секој социјализам, најдемократскиот, најхуманиот, се тврди дека во крајна линија на долг рок ќе стане сталинизам. Така што овие двојни стандарди се многу важни во перцепцијата на луѓето и се работи овие работи да поминуваат под радарот, да бидат незабележливи во перцепцијата на луѓето.
Да, за капитализмот се тврде дека ова е најлошото што е сега и дека подобро ќе биде. Ако за комунизмот се тврде дека најлошото добро Да, се што не чини, ако еден капитализам не чини, значи тој не е капитализам. И има интенција се Капитализам подобри. ќе стани откако ќе биде во некоја идеализирана слика, таа идеализирана слика реалност. Така што се додека ние не станаме као Шведска, ние не сме капитализам. И сега гледайте со каква перцепција ние треба да се бориме. Апсолутно да. Јас сакав да се надоврзам и околу поимањето на социјализмот единствено како диктаторство, ова што кажа нели за времето на Сталин, а од друга страна пак ова капитализмот се поима како слобода, сестра на слобода на човекот. Сепак во денешницата гледаме дека ние немаме можеби диктатура на одредена личност, како што тоа го кажуваат за во социјализмот, но сепак имаме диктатура на капиталот, каде што луѓето се уште робуваат на капиталот и каде што човек на човека е волк или роб во денешно време. Мариглен, ти што имаш да кажеш? Па јас мислам дека денес во суштина овој свет во кој што ние оствари живееме, како што јас го гледам во суштина, многу ретко може да се оствари гледа и да забележиме дека има некаква антагонизација капитализам и комунизам во, како да кажам, некој јавен фактички овај како да кажам простор, поради фактот што едноставно јавниот како да кажам простор е деполитизиран крајно, а ова се крајно политички како да кажам пристапи и фактички концепти. Туку во суштина и капитализмот како идеологија и како идеја, како програма не се дискутира. Значи јас имам прилика, па и ние сите тука и овој патија кои што го следат овој подкаст и ќе го следат во иднина. Како сега, имаме прилика да следиме социјални мрежи, кој е овој, како да кажам, овој па начинот на кој што се програмираат оние кои што се млади. Еве, например, некои социјални платформи кои што ги следам јас барем, и низ кои што ги правам некои анализи, собирам информации, податоци. Последниот период сум доста заинтересиран да ја следам овој кој се вика македонската десница. Сакам да ја гледам десницата што прави и овој така натаму. Ретко капитализмот се афирмира како некој концепт, меѓутоа и ретко и социјализмот има голема критика кон социјализмот, дека е оној кој што е анационален, дека оној кој што е интернационален, оној кој што улдира по некои темели на некоја здрава логика според тие, како да кажеме, десничари националисти, и тоа дека во суштина идејата е како се вика, значи сите како да кажам луѓе да станат национално освестени. И тоа има тука една голема замка. И дека секој од нас, според нив, или секој член што ги следи нив, треба да е заинтересиран за тоа да направи богатство. Што е во суштина една од главните промоции и вредностни, и овој концептуални, за тоа човек да треба да се збогати. На кој начин ќе се збогати? Со тоа што ќе се направи бизнис. Значи, капитализмот и национализмот имаат многу добра, како да кажеме, соработка последниве 5-6 години кај нас тука, например, и имаат заедничка, како да кажам, перспектива, затоа што мислам дека ќе соработуваат во иднина доста, и дека на колективно ниво ние треба да сме националисти, меѓутоа на индивидуално ниво ние треба да сме богати. И дека ние само како богати ќе можеме националниот проект да го исполниме, да го реализираме, ќе манифестираме една врвна утопија на тоа кои сме ние, затоа што едноставно како се вика, ние ќе сме
во една супериорна позиција хиерархиска врз фактички сите други и дека на таков начин некои други ќе зависат од нас. Што ја исполнува и таа како да кажам базична претпоставка дека за да постои едно општество и држава и така натаму, најважна е фактички економијата, па после тоа врз на неа се градат сите можни перспективи и критериуми за тоа како после тоа ќе функционираат односите на тие некои културни нивоа. Затоа значи тука Здравко се усвари слагам за тоа дека има двојни аршини фактички во однос на тоа како се уствари значи поема нам прикажуваат, затоа што имате вие злосторствата на комунизмот. 50 милиони жртви комунизмот има. И се од пред некоја година и има исто книга, црната книга на капитализмот исто така, кој што исто така се игнорира книгата. Па добро, владеачката пропаганда е посилна и затоа тие информации стигат до нас, а не овие другите. Па можам да кажам дека и тоа. Меѓутоа, да, низ оној дел на тие на она како се вика, значи овој културното општество, тоест културната индустрија, постојано се пласираат архетипите на тоа дека човек треба да стане богат. Дека човек треба како да кажам, дека човек треба да си огледа својот бизнис, својот живот и човек да не се интересира за она што е општо и човек да не се интересира за како да кажам, нешто кое што едноставно ги усвари за сега сите други. Не правиме муабет ние за тоа што како да кажам, што е усвари комунизам, социјализам, затоа што Преска кажа добро, дека тоа се униформирани луѓе, што едноставно во комунизмот немаше леп да се јади, сега имаме ние полни дуќани, имаме 15 видови на чипс, да овој поема не избираме и што ти знам така натаму. А така немаме здрава храна. Да, и има усвари бајги луѓе, многу луѓе кои едноставно не можат значи основни средства за значи живот да си снабдат. Во изобилниот капитализам. Во изобилниот капитализам. Да. За ова со оскудацијата во СССР мислам дека имат голема оскудација 85-та година до распадот. И исто така, значи, ја обвинувале планската економија, дека поради планската економија дошло до оскудација, а уствари во тој период почнуваат да применуваат капиталистички мерки во самата економија. И дека двете, значи, кога се судриле и затоа настанала оскудацијата. Не дека во СССР немаше глад, значи имало веднаш после граѓанската војна, 21-22 година, голем глад, и не дека немаше економски проблеми, но многу добро забележа дека фактички онаа слика ние што ја имаме сега замрзната во времето за социјализмот е фактички последната деценија, 80-тите во Македонија, да речеме, а при тоа истовремено, например, ете во Скопје, секој знае дека пред социјализмот водно бил голо подраче, немало дрва. Исто така и парк шумата Газибаба била гола. За време на социјализмот тоа е пошумено. Као што голем дел од територијата е пошумена за време на социјализмот. И социјализмот не е само 80-тите години, као што го памтиме, туку и 50-тите, 60-тите, 70-тите, кај што имаме ние тука во Југославија и Македонија голем напредок. Во 80-тите години фактички Југославија морала поради враќање на долгови да прифати мерки на ММФ, структурно прилагодување, капиталистички мерки, кои фактички ја соборија економијата на нозе. И при тоа, пратете доста интересна работа. Колку и да била
лоша економска состојба во 80-тите, колку и да било нивото на невработеност високо, кога ни го реставрираа за нас капитализмот од 90-та година, ние потонавме во многу пострашна економска криза со експлодирање на невработеноста, ама при тоа луѓето, иако тоа е така, луѓето имат позитивно мислење за капитализмот, а негативно Оти е демократија. Оти се продаде како демократија. Не само тоа, и како транзиција го доживуваат процесот и чекат да помине. Значи, јас мислам дека овај како да кажам преска, дека ние сме во една ера во суштина во која што се промовира демократија. Диктатура на промоцијата на демократијата. Кога збораме за овај, како да кажам, овај поимањам демократија, правиме муабе за она либерална демократија, во која што овај, како се ка, се е дозволено, се додека некои работи не се дозволени од оној на кој што кој едноставно го одржува самиот систем и кој што одлучува дека не е ова и ова не е веќе дозволено. И во суштина самата демократија нас 91 година што ние овај промовираа како демократија, во суштина беше демократија која што значи ние ќе ви даеме право вие да одлучувате, нема проблем дури и на избори, па дури етнички партии ќе ви даеме право да формирате. Меѓутоа после тоа ама нема да ви даваме право вие да може да раководите со вашите фабрики, затоа што вашите фабрики ние ќе ги значи врз база на некој марифетлук, она диктатура што претходно вие сте ја имале, не сте можеле да правите етнички партии, ама се можете. Мислиш така го ќе ја импонираме врз овај, како да кажем, самата овај поимањам економија и индустрија. И во суштина на тој начин плюс минус беа овој фактички беа одземени сите фабрики. Или голем дел од фабриките. Голема сила на пропагандата е тоа што капитализмот е поистоветен со демократијата и слободата, а социјализмот со диктатурата. И при тоа пратете многу важен елемент. Генетскиот код на капитализмот е недемократски. Значи, кој има пари, тој е газда, тој диктира. Тој може да купува од продавница. Значи, од 15 различни. Значи, во фабриката имате диктатура. Како ќе кажи газдата, капиталистот, така ќе биде. Вие немате права. Немате права. Дури често работниците се сведени на ситуација да бидат наемни робови. Робови во текот на работното време. До толку капитализмот во неговиот генетски код е недемократски. Додека социјализмот се појави како реакција на недемократичноста на капитализмот. Во меѓувреме, кога социјализмот се практикуваше, имаше ситуации кај што имаше сериозно потврлање на нивото на демократичност и за тие работи баш ние треба да критикуваме, бидејќи капиталистите немаат морално право да критикуваат. Например, како може да забележувате некој што да го критикува Сталина, кој истовремено поддржува тешки диктатури, да речеме Пиноче, да речеме Франко, да не набројувам. Има илјадници примери на капиталистички диктатури. И сега немаат лице да критикуваат. Но ние имаме лице и имаме обврска тие моменти, тие недемократски владења во име на социјализмот, која е оцрнија и идејата на социјализмот да ги критикува. Па јас тука ќе овај, како да кажам, ускокнам на пример за Енвер Хоџа. Го имаме ние како пример, кој во суштина портретира некако најмрачниот диктатор или еден од најмрачните заедно со Сталин и со овај како се каже Чаушеску во суштина како ликови кои едноставно значи
крајни диктатори биле во однос на овој пејтие, како да кажам, слободи и овој појавен прав. И то е точно. Барем од она што јас сум го како да кажам, следел и читал и простудирал, а особено на пример и тоа пред како се вика, пред година и пол, скоро две, преведив и една книга на како да кажам, дисидент кој што значи бил во затвор во тоест крај на 70-тите години ни до 91 година. Фатос Љубоња. Меѓутоа, пред значи воспоставувањето на власт на таа комунистичка социјалистичка власт значи во Албанија значи пред 45-та година. Во Албанија имало вкупно 4 дипломирани лица на цела територија Албанија. Имало 0 универзитети на територија на како да кажам, Албанија. Немало никаков индустријски развој, немало ниту една фабрика за производство. Живеело во главно во рурални средини населението, немало ниту еден автопат, немало ниту една асфалтирана како да кажам, улица, не било ништо урбанизирано. И тоа е голема разлика. Треба да се пунктираат од наша страна моментите и методите на владење и каде закочила целата работа, затоа што да, во име на самиот како да кажам, социјалистички демократски дух. Меѓутоа не можеме да ги отфрлиме елементите кои во суштина го унапредиле општеството, односно го избавиле од една предаграрна состојба и инсталирале некоја модерна и економија, меѓутоа и политички институции. Претходно Албанија немало политички институции. И сега, за една работа стварно треба да се честита, а за друга работа навистина треба да се значи остро да се критикува, и тоа добро кажа. Да. Значи, а капиталисти не можат да го земаат за пример Енвер Хоџа, затоа што едноставно тие го поддржуваат како се ка, Августо Пиноше. Пиноше бил, знаеме кој бил. Така што тоа е тоа. Факт е дека каде што имало социјалистичко управување, дека општествата нели се модернизирале, се изграделе институции и општо мислам населението се образувало и така натака, но факт е и дека тие револуции на повеќето места дегенерирале. Тиката е сосема место, бидејќи ако ние не го критикуваме дегенерираните форми на социјализмот, тогаш ќе ги повториме грешките. Значи, мора да и лоцираме кои се грешките, но при тоа да го ставиме во контекст. Значи, на двојните стандарди особено. Например, капиталистички сили имаат извршено такви огромни злосторства во човештвото, што со сите најгнасни луѓе кои ја злоупотребиле идејата на социјализмот не можат за прст да му се фатат. Значи, например, сега зборуваме во контекст неколку дена после годишнината на атомските бомби на Хирошима и Нагасаки. Па, да речеме, да ја фрлеше Сталин да ги фрлеше Сталин атомските бомби. Веднаш ќе беше тоа поврзано со суштината на социјализмот и дека тоа е бидејќи социјализмот по дефиниција такво зло носи. Додека сегашната пропаганда кажува дека тоа било нужно. Нужно било да се... Дали гледате филмот вие? Опенхаймер. Во филмот Опенхаймер 2-3 пати се спомнуваат нацистите, надено 30 пати се спомнуваат комунистите.
ова е борба против комунизмот, ова е борба против комунизмот, комунистите ќе стигнат пред нас, комунистите ќе стигнат пред А нас. зошто е тоа така? Еве знаеме дека ги обвинуваат. Зошто? Значи, силна е пропагандата. Зошто? Ама добро, Овие теми не се дел од мејнстрим медиумите, од медиумската индустрија која создава културен производ, размислување на луѓето. И ова е сведено, вака на маргини, и по то влијание, едноставно, луѓето не знат некои работи. Не знат, например, знаат дека Пол Пот убил 2 милиони луѓе. И има убиено. Нема јас да го бранам Пол Пот, али не знаат дека во Индонезија во 65-та и 66-та година беше извршен воен удар од капиталистички сили, во кој беа убиени помеѓу 500.000 и милион луѓе, комунисти и симпатизери на власта на Сукарно, кој била блиска со Советскиот сојуз. Така што сега да не знаете, а не знаат луѓето. И сега, она што го знаат е дека Пол Пот убил 2 милиони луѓе. Точно. И сега, бидејќи тој бил социјалист, комунист, комунизмот е крволочен, а некои комунистички диктатори правеле ексцеси, кои треба да бидат осудени, ама и некои капиталисти правеле ексцеси. Или, например, видете го моментот, нема поврзување, веднаш има кај двојните стандарди што владеат кај за капитализмот, например, има сведување дека тоа е посебна држава, не капиталистичка или посебен човек. Например, конкретно зборувам, ќе земеме тековен пример со Израел. Значи, не се поврзуваат геноцидот што го врши Израел на една капиталистичка земја која е радикално замината во екстремна фаза, значи фашизам. Фашизам, точно. Туку тоа се кажува, тоа е Израел, или дури поиндивидуализирано. Тоа е Нетањаху. Значи, додека кај социјализмот го немате оваа индивидуализација. Нема да се речи СССР било тоа, или Сталин бил тој, нешто како ексцес. Туку тоа е суштината. Сталин и комунизмот ќе кажат, или Сталин и Не. Значи, тоа е, според владеачкото перцепирање на работите не навлегуваат длабоко и тоа е многу важен елемент што треба да дискутираме зашто не влегуваат подлабоко. Значи, во нивната перцепција веднаш Сталин тоа го направи бидејќи социјализмот по дефиниција не може да биде поинаков. Да. Додека кај Израел го нема тој момент. Или, например, тоа Америка што прави воени удари низ целиот свет за да меѓу другото да ја држи својата економска доминација во светот во име на својата капиталистичка класа, тој момент не се ниту кажува, ниту следствено перцепира. Па сите овие, значи, двојни стандарди и слично, имаат своја цел и која е целта? Зошто, пример, еве, да не се окривува само Сталин, туку се окривува цела идеологија. Тоа значи дека се сака да се шутне цела идеја за социјализам. Зошто е така? Затоа што само социјализмот всушност задира во приватната сопственост. Јас мислам дека од таму доаѓа да кажем, таквото перцепирање на социјализмот, бидејќи владеачката класа која што ја создава таа пропаганда, всушност би била уништена во услови на социјалистичко државно уредување. Па така е да се само одржи самата класа во суштина. Тоа е овај како да кажам, значи овај прави култура создава овај култура која што едноставно ги усмерува, насочува, субјективира оние кои што се како да кажам дел од општеството на кој што им се обраќа, ги мобилизира ако има потреба, значи во истата како да кажам насока значи и дури прави линии на како да кажам демаркација на тоа докаде тие смеат да одат дури со нивната фантазија.
за да не како да кажам создаваат и очекувања за тоа како треба да се развива нивната политичка свест. И сега ние гледаме во суштина, гледаме некои шизофрени ситуации, например, кај многу луѓе кои едноставно ако отвориме социјални мрежи, јас пак ќе се осврнам на тие социјални мрежи затоа што ги следам последно време. На нив ќе се видат неповрзани работи, многу неповрзани работи. Во суштина дека ако има некои пожари, Господе спаси не од пожарите. И значи, како да кажам, после тоа, па дека, како се кажа, пет чекори, како да се стани богат, ќе сподели истиот лик, па после тоа ќе има после тоа нешто, ќе ги мрази овие од LGBT или ќе кажи поради нив имаме сега некои пожари, затоа Бог бе не поима нем казнува. И сето тоа се фактички дебати кои едноставно се далечни од стварно нивниот интерес и од начинот како треба да се справат па тие луѓе, па и ние како општество и заедница со проблемите со кои што се како да кажам, настануваат и се соочуваме сите, вклучително и огнот. Така? Да, ама луѓето се индивидуализирани и... Се, точно. И плюс се аполитизирани, значи оставени. Деполитизирани. Аполитизирани се, бидејќи се деполитизирани така натака. Една од целите на како да кажам, културната индустрија и на оние усилби во суштина на она што кажав преска да се деполитизираат луѓето. Да се деполитизираат, значи да има субјективитет, меѓутоа субјективитетот никогаш како да кажам да нема идентитет кој што навистина ќе биде политички. Сега на пример кој фактички да го прашаш тие и ти кажи појава нема дека јас сум македонец или албанец. Ама ако прочепкаш малце по фактички длабоко и ти кажи мене ме интересира мојот интерес. Мојата работа. Иако и македонец и албанец главно сепак има некаква колективна преференца. Што значи дека можеби би имало некоја колективна солидарност. Ама многу ретко солидарноста може да се види. Да. Значи многу ретко солидарноста значи иако јас сум против национализмот, фала Богу, тоа е булшит за мене, меѓутоа и во национализмот може да се забележи некоја како да кажам трошка која што никогаш не може да се исполни. Тоа трошка солидарност. Добро, сите заедници. Во овој национализам како што се промовира, во суштина имаме ние индивидуализам, национализмот само некој перформанс во како да кажам социјалните мрежи, а во суштина се крајно деполитизирани. Да, ама не е само перформанс. Ова е голем дел. Туку и национализмот се користи на велико ради добивање на политички поени. И тоа исто така, точно така. Да, Што е исто така деполитизација. Што е доста важна, национализмот и капитализмот. Например, таа една од тие врски е тоа што фактички од гледна точка на капитализмот, национализмот ја врши корисната задача на дистракција на вниманието на луѓето. Да се мразат меѓу себе, македонци, албанци и не знам кој, додека темелите на општеството, значи капитализмот се смета за даден. Тие преќутни предпоставки се многу важни за едно општество. Го земаме како даден капитализмот, тоа така. Веќе нема што да Догма. се проблематизира. И сега главниот проблем е помеѓу македонците и албанците. Вториот момент на односот капитализам и национализам е тоа што, као што добро забележавме, индивидуалистичкиот дух и индивидуалистичката пропаганда е многу расширена, особено во земјите на бившите социјалистички земји, што е доста
чудно, исто така вреди за размислување, но национализмот ја нуди илузијата на заедница на луѓето кои се толку индивидуализирани што едноставно плачат за заедништво. Извини, и се во различни класи многу често. А се во различни класи, али као сека национализмот вика дека газдата македонец и газдата работник се едно. Поблиски отколку и дека се поблиски отколку македонскиот работник она. Али газдата македонец нема никаков проблем да го експлоатира својот брат македонец кој е работник, да го цица за да излечи поголема профит за себе. Исто како што би го цицали работникот албанец. Точно, али овај демек му е брат. Демек му е брат. Да, ма и тоа треба да се исто каже дека колку и наводно да се, не знам, постои некој национализам и мразат, сепак во експлоатацијата нема граници, значи луѓето се Значи според национализмот ние сме браќа, ама кога ќе дојде прашањето да експлоатираме браќа, немаат проблем газдите националисти да ги експлоатираат како сека своите браќа. Брат за брат. И тоа многу кажува колку ефтина пропаганда е национализмот. Да. Добро, сега ова сакав малку да позборуваме за на социјализмот дека се гледа како на утопија. Сакав вака да го поставам прашањето, ако комунизмот и социјализмот се утопија, тогаш дали добро функционирачкиот капитализам не е утопија? Прво, тука и што значи тоа добро темата утопија е многу важно и разговаравме во контекст на промоцијата на книгата на Вилијам Морис Вести од никаде. Утопија денес, и мора да контекстуализираме, утопија денес е да мислиме дека светот ќе остане ист сега, као што е сега по 50 години. Ова е најтежок утопизам. Значи, светот ќе се промени поради климатската криза. Дали ќе биде многу подобар или многу полош, тоа зависи од нас. Ако ние ја игнорираме ситуацијата, ќе стане многу полош. И то не води кон таа насока се движиме поради утопизмот на луѓе кои се заглавени во капиталистичката матрица. Бидејќи денес капитализмот е проблемот. И капитализмот нема решение за климатската криза. И затоа ние, кога зборуваме за капитализмот и социјализмот денес, ние не зборуваме за нешто што е минато или теоретски, туку за нешто што е важно за нашата иднина. Да сватиме, бидејќи пратете, имаме многу чудна ситуација. Ние живееме 35 години во реставриран капитализам и ние се уште на тема социјализам, капитализам повеќе зборуваме за социјализмот отколку за капитализмот. Ние и помалку имаме денес критика на капитализмот, на општеството во кој живееме, а повеќе имаме критика на социјализмот кој е според нив минато. Така што противречно е. Па не е противречно, постојано јас мислам дека се оцрнува поради тој страв да го наречам, дека луѓето може да се освестат, не знам, да се организират и да барат промена на системот. И сега ти мораш постојано да го оцрнуваш нештото, да ги држиш настрана. Еве пример кога ние целиме кон социјализам и во земјите кои што немале искуство социјалистичко, еве ке земе Грција или Турција, каде што нели во 100 години се во капитализам што се вика, таму борбата се одвива малку на поинаков начин, како да кажам, со жар се борат таму луѓето, бидејќи се борат за нешто што не го виделе и го очекуваат да дојде. А кај нас, поради ова пропаганда што се прави нели за социјализмот, како да кажам, значи тука луѓето виделе и лошо од социјализмот и плюс таа пропаст што ја зборувавме од 80-тите навака се пропишува на недоброто функционирање на социјализмот. И исто така и тоа ги одвраќа некои луѓе да се борат, но сепак 33 години се поминати од тогаш и мислам дека новите генерации малку по отворено гледаат на овие прашања. Тие не го искусиле социјализмот и тие го знаат само од пропагандата. А пропагандата
концентрирана како се живееше во социјализмот Не, ама- во 80-те. Има и друг момент. Младите сега, пример, ние кога растевме, немавме пристап до интернет и такви работи. Интернетот како што е нели лош е и добар, бидејќи добиват информации за Ама не, социјалист. ама не сите, Джелан. Па не сите, нормално. Не сите. Абе, Значи јас како што значи што имам така како да кажам како што ја гледам состојбата каква е. Значи гледам значи раст баш кај младите во суштина на духот на како да кажам десницата, национализмот, како некој одговор на тоа што го зборуваш ти. Дека во суштина последниве години, барем последниве 7-8, значи тоа не е баш како се кажа, значи само кај нас, туку тоа е низ како се кажа цела Европа. Меѓутоа, особено кај нас, растот на самата десница кај младите и меѓу младите е многу поголем. За волја на фактички вистината има и млади кои во суштина доаѓа до идеите на како да кажам тоа што го зборуваме ние. Тоа сакам да кажам дека за жал бројката на тие млади е помала. Драстично помала отколку бројката на грото кои во суштина се надоврзуваат на идеите на самата како да кажам десница. Јасно, А секогаш идеите било на така. десницата за социјализмот кај нас, кој што треба да се истражи тоа значи, се дека во време на социјализмот како да кажам, граѓаните на ова тло живееле еден од најлошите периоди од како да кажам, нивните животи. Единствено добро било што имале како да кажам, значи власт над албанците, затоа што албанците како како да кажам малцинство, значи биле послушни пред господарот. Значи добро се врвеле за тоа што господарувале. Инаку македонците значи она кое што се програмира, кое што се инсталира постојано последниве години кај младите е дека во суштина сега македонците имаат како да кажам не и голема шанса да си ја вратат земјата во своите раци. Се согласувам со тоа, но мојавето ми беше дека и јас кога растев, бројот на десничари беше поголем, нормално, мислам, самото општество е такво. Но сега дека повеќе можам да сретнам, пример, помлади луѓе кои што се информирани барем околу овие прашања, отколку во мое време. Во мое време, пример, еве и со другарите што се знаеме од тој период, доаѓало дали од дома, дали проде некој југоносталгичарство и така. Сега, пример, и сами барат луѓето, тоа сакав да го потенцирам. Добро, да. Да, дефинитивно. Мислам, има и млади кои се информираат и не паѓаат жртви на пропагандата. Но, пак ќе кажам, главно младите не го проживеале, дури нашата генерација и последни го фатиле најлошиот период на економска криза за време на социјализмот. Така што не ги памтиме придобивките кои настанаа во 50-тите, 60-тите, 70-тите. Туку само економските проблеми од 80-тите. Но, она што е многу важно кај сите луѓе, бидејќи, иако зборуваме за реалност, кај што се подценуваат идеалите. Значи, за идеалите гинат будалите. Има еден стих крајно контрапродуктивен стих од Риблја чорба, но фактички секој има идеал. И каков ќе биде тој идеал е многу важен. Например, најегоистичкиот човек на планетата, не во Македонија, на планетата, има идеал. Абе и парите може да се идеал е тој да се збогати и да стане како Илон Маск. Точно. Значи тој е неговиот идеал. И тој идеал не е за глупави, ама нашиве идеали се... Сега, прв проблем.
кој го имаме е во социјалистичката борба заедно со индивидуализацијата општа, со ширењето на капиталистичката идеологија на индивидуализмот, имаме и индивидуализација на идеалот. И многу луѓе, например, дури не мора да одиме на ниво капитализам, социјализам, на тема Европска Унија и вечното зачленување на Македонија во Европска Унија. Веќе на луѓето гајле име дали Македонија ќе се зачлени во Европска Унија или не. Тие одат во Европска Унија. Значи, и го гледаат решението индивидуалистички, индивидуално и мислат дека кога ќе одат таму, одеднаш ќе живеат као господа, што во нивната перцепција е многу важно, иако таму ќе бидат наемни робови, често многу полошо отколку тука. Вториот проблем е што имаат замислена слика за капитализмот што е едноставно нереално. Имаме произведување на културен производ од пропагандата, од прокапиталистичката пропаганда. Но имаме и на страната на потрошувачите на содржини, медиумски содржини, културни содржини, желба да веруваат во таквите нереални идеали. И сега повторно пак се враќаме. Значи, капитализмот има голем успех. Успеа експлоатираните да им ги освои умовите и срцата дека таму некаде во иднина, после транзицијата, дека ќе имаме добар живот, дека секој може да се збогати. Значи, ова е темелот на лагата врз која се темели капитализмот, дека секој можел да биде богат. Не може секој да биде богат. Во капитализмот има нешто што се вика општествена мобилност, економска мобилност. Ако родителите ви биле сиромашни, и вие ќе бидете сиромашни. Ако родителите ви се богати, и вие ќе бидете богати. Илон Маск успел бидејќи доаѓа од богато семејство. Значи, богати родители, вие ќе бидете богати. Да, утопијата во суштина, кога се зборува за утопија, дека социјализмот е утопија, значи дека како се кажа, дека е фактички нешто кое што нема да се исполни. Значи, поради фактот дека тој бара сите луѓе да се еднакви, а луѓето не може да се еднакви, и дека врз база на тоа што бара значи сите луѓе да се еднакви, како се кажа, значи сите луѓе, значи ние сме различни. Пробана е таа експликација, фактички како да кажам програма, меѓутоа испаднало дека има и лакоми луѓе, и алчни луѓе, и така натаму, и затоа ние треба да го живееме овој свет кој што не е утопичен, меѓутоа не е ниту дистопичен, туку е свет на реал политиката, кај што секој од нас треба да се бори за својата среќа и сопствената среќа. И тука јас ќе кажам дека успеа капитализмот со своите методи, со својата пропаганда да ги убеди робовите дека подобро е да си роб постојано, меѓутоа да имаш малку храна, да имаш малку одмор, да имаш кола и така натаму, меѓутоа и да се надеваш дека можеби еден ден ти ќе бидеш газдата што те експлоатира тебе, дека ти ќе експлоатираш еден ден други луѓе исто како тебе. Што да не се зафркаваме, тоа е многу дистопична слика за светот во кој што ние живееме. Да речеме, доста важно е, значи, на оваа линија која би била социјалистичка борба. Прво би била на рамништето на идентификување на двојните стандарди преку кои ги мериме социјализмот и капитализмот. Не може да не зборуваме за двојни стандарди ако мериме најлошото од социјализмот со најдоброто од капитализмот. Втората многу важна работа е да ги освестиме експлоатираните, работниците, дека не се слободни.
туку дека се контролирани и во време на работниот однос, каде што се робови де факто, значи наемни робови, и дека се контролирани во слободното време каде што мислат, не ги гледаат конците со кои ги насочуваат да се однесуваат на одреден начин. И да им го вратиме стремежот кон слобода. Бидејќи само оној што ќе забележи дека е роб, се стреми да стане слободен. И трета работа е борбата околу идеалот. Значи, да го разбиеме капиталистичкиот идеал и да понудиме идеал, нешто за што вреди да се бориш, да се залагаш, идеал кој ќе биде подобар од капиталистичкиот идеал на експлоатација и после конзумеристичка пасивна забава. Значи, ако ние како социјалисти не можеме да понудиме подобар идеал од капиталистичкиот, тогаш ние едноставно нема да можеме да ги придобиеме експлоатираните, не сите луѓе, експлоатираните за социјалистичка кауза. Да. Ви благодарам, другари, за разговорот. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.